Актуелниот градоначалник на општина Егуновце Тони Коцески, кој како кандидат за нов мандат влезе во вториот изборен круг, во рамките на своите предизборни активности денеска беше во Вратница. Таму прво имаше средба со учениците и наставниците од одделението за посебни потреби во основното училиште Симче Настески во Вратница, каде присуствуваше и председателот на комитетот на ВМРО ДПМН од Тетово Горан Манойловски. При тоа Тони Коцески се интересираше за условите во кои се школуваат децата со посебни потреби и разговараше со нив. Ова не е прва средба со овие деца. Јас сум често меѓу нив. Подвече во своето излагање во училницата Тони Коцески, кој на сите деца од оваа паралелка им подари дополнителен училишен прибор, како и пригодни пакетчиња. Се разбира, сите оние активности кои ги планира директорката се поддржани од општина Егуновце и понатаму ќе бидат поддржувани. За нас е многу битно овие дечиња да се развиваат и да напредуваат онака како што е потребно во нивниот образовен процес, и поради тоа организираме и многу дополнителни настави, како прошетки, како посети на зоолошка градина во Скопје, на излетнички места. Понатаму наскоро ќе им организираме посета и во новата општинска зграда во Егуновце, така да се обидуваме да им го разобуваме начинот на живот, начинот на работа, начинот на школување во ова училиште, и секогаш овие деца за нас ќе имаат посебно значење и во иднина, и се надевам дека директорката и наставничкиот кадар во ова училиште и понатаму ќе се грижат за овие дечиња како и до сега, со многу љубов, со многу разбирање и со многу труд, за да бидат изведени на прав правец и во нивниот понатамошен живот. Потоа Тони Коцески во придружба со председателот на ВМРО ДПМН од Тетово Горан Манойловски и други во Вратница имаше непосредна средба со жители од това подлјуботенско село, се со цел изворно да се запознае за нивните приоритетни потреби. Мощне пријатна беше неговата средба и со повозрасни жители од Вратница низ улиците на селото, кои му скажаа голема благодарност за напорите што ги вложил и ги вложува за создавање на подобри услови за живење во Вратница, како и за континуираната грижа што ја искажува за ова убаво подлјуботенско село. Тони Коцески во Вратница имаше средба и со работниците од приватната конфекција Лиотекс во овој стопански објект, кој представува убав практичен пример за отворање на нови работни места преку формирање на нови индустријски мали предпријатија. При тоа имаше непосредна средба со вработените, кои му изразија голема благодарност на Тони Коцески, кој често пати ги следи резултатите од работењето и зачестено е меѓу производителите во конфекцијата во Вратница, за да ги слушне нивните конкретни предлози и мислења во создавањето на подобри услови за зголемување на производството и извозот и за можностите за отворање на нови работни места. Во посета на фабриката Лиотекс, тоа е конфекција која обстојува повеќе од 10 години во Вратница. Ова е еден успешен пример на локален бизнисмен кој навистина во рурална средина успеа да обстои, да се усовршува и за цело време успешно да се работи во населено место Вратница. Фирма која вработува 30 вработени со перспектива за надополнување со нови вработувања. Навистина сум среќен што во минатиот период токму сопственикот на оваа конфекција, односно на оваа фирма, изврши и надоградба на својот објект со можност за проширување на капацитетите, и се надевам дека многу брзо, за неколку месеци, ќе се отпочне и со нови вложувања во текстилната индустрија токму во овој погон и со нови вработувања, што е еден од целите и еден од условите за да имаме подобар локален економски развој за кој сите се залагаме, и навистина општината и понатаму и јас како градоначалник ќе давам целосна поддршка на нашите бизнисмени и за проширување на бизнисите и за сите оние проблеми што ги имаат, за кои општината може да им помогне и преку општинските фондови и лобирања, и преку лобирања во централната власт, па и преку меѓународни инвестиции.
Попладнево актуелниот градоначалник на општина Јегуновце Тони Коцевски, заедно со председателите на општинските комитети на ВМРО ДПМН од Тетово, Горан Манојловски, на Теарце Ванчо Милевски и на Јегуновце Љупчо Атанасовски, имаа средба со просветните работници од општина Јегуновце, се со цел изворно да се запознаат со приоритетите за образованието, кое има посебно место во развојната програма. На таа тема се одржа трибина во чија работа учествуваа просветни работници од Јегуновце и од сите други рурални населени места во составот на оваа долнополошка општина. Трибината ја отвори Тања Чуприна, председател на Комисијата за образование при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Јегуновце, а пригодно излагање има и представници од Министерството за образование и наука, кои ги подвлекува наредните активности и инвестициони вложувања кои се вградени во програмата на Министерството, а се однесуваат за образованието во општина Јегуновце. Оваа трибина наиде на невообичаено големо интересирање кај просветните работници и другите присутни кои активно учествуваа со своји конкретни предлози и мислења. Во изминатиот период, како градоначалник на општина Јегуновце, успеавме образованието да го издигнеме како највисок приоритет на нашата општина и во овој временски период успеавме да ги реконструираме трите централни и сите 14 основни училишта во нашата општина, да создадеме подобри услови за работа на наставниците и пред се за нашите деца кои се нашето најголемо богатство во општина Јегуновце. Меѓутоа, тука нема да запреме, значи со програмата што е предвидена за наредните 4 години, планираме исто така нови инвестиции во образованието, тоа се реконструкција на кровот на основното училиште Симче Настевски во Вратница, обезбедување на парно грејање за училиштето во Шемшово. Во областа на образованието исто така ќе продолжиме со изградба на спортски терени во повеќе училишта во нашите населени места, а како големи инвестиции се изградба на училишна спортска сала во Јегуновце, во основното училиште Александар Здраковски и реконструкција на спортската сала во Шемшово, со што ќе допринесеме нашите деца и овие училишта да имаат навистина квалитетни услови за развој на образованието, за наставничкиот кадар, за децата, за обезбедување на спортски активности, на културни активности и сето она што е потребно за да имаме современо образование во нашата општина по европски терк, знаејќи дека соработуваме и во минатото со институции со Кралството Норвешка, со Нансен диалог центар кои воведоа едни нови стандарди во образованието во нашата општина и тие стандарди планираме и понатаму да ги продолжиме во сите училишта од нашата општина. Попладневните активности на Тони Коцевски продолжија во село Прелюбиште и во други рурални населени места во состав на општина Јегуновце. За нив ќе информираме во утрешните регионални вести.